се одбележува светскиот ден на лицата кои страдаат од мускулна дистрофија. Во приватната болница Џибадем Систина во Скопје се одржа манифестација под мотото "Ниеден мускул не е посилен од твоето срце". Децата имаа можност да се сретнат со познатите кошаркари на МЗТ кои донираат дресови со нивните имиња и медали. Светскиот ден на лицата со мускулна дистрофија се одбележа во болницата Аџибадем Систина под мотото "Ниеден мускул не е посилен од твоето срце". Беше прикажан и документарен филм "Живот во моите чевли". Оваа година е 10-та година поред како на светско ниво се одбележува денот на мускулните дистрофии. Аџибадем Систина втор пат учествува во ваков настан. Првиот настан беше пред 3 години, пред времето на корона периодот. Оваа година одбележувањето го остваривме во нашата болница со приказ на еден филм кој што всушност ја представува животната приказна на едно момче, односно дневната приказна на едно момче со мускулна дистрофија. Ване Петридов, председател на Сдруженијето Мускулна дистрофија, вели дека треба да се има разбирање за лицата со оваа болест за тие да имаат подобра иднина. Денес овој документарен филм во моите чевли нека биде катализатор на промени. Нека ни инспирира да превземеме акција, без разлика дали преку зголемена свест, застапување, социјализација, инклузија или подршка за истражување. Заменик медицинскиот директор, доктор Владимир Аврамовски, рече дека 2 години поред болницата Аџибадем Систина е медицински спонзор за грижата на здравието на кошаркарскиот клуб МЗТ. Надеваме дека нашите медицински услуги нема да ви бидат секојдневно потребни, но затоа можеме да ви помогнеме и во подготовките со совети околу исхраната и физичката подготовка. Од друга страна, Филип Ѓуревски, извршен директор на МЗТ, рече дека се горди што за нивното здравје се грижи болницата Аџибадем Систина. Горди сме на продолжување на соработката, искрено најдобрите се поддржуваат. Децата имаа можност да се сретнат со познатите кошаркари на МЗТ, браќата Дамјан и Војдан Стојановски, кои им подарија дресови со нивните имиња и медали. Инаку во земјава има околу 100 деца кои се соочуваат со оваа невромускулна болест.